Почитувани, синоќешното опожарување на автомобилот на пратеникот Хари Локвенец е уште еден вандалски чин насочен не само против највисоките функционери на нашата партија, туку и против европската иднина на нашата држава. Немилиот настан, кој се случи само неколку часа после потпишувањето на историскиот договор, го носи потписот на ВМРО ДПМН. Не така одамна, партиските јуришници на Груевски и Мицковски својот патриотизам го манифестираа со напади на домовите на пратениците на СДСМ. Целокупната домашна и меѓународна јавност беше сведок на синоќешното насилство пред Македонското собрание, кога во режија на ВМРО ДПМН беше нападната македонската полиција и беше направен нов обид за насилнички упад во највисокиот законодавен дом, сличен на оној од ланскиот 27 април. Опожарувањето на автомобилот на нашиот сопартиец Хари Локвенец е дел од сценариото на ДПМН за предизвикување немири и дестабилизација на државата. Она што и во оваа прилика сакаме да и го порачаме на најголемата опозицијска партија е дека нивните обиди за запирање на демократските процеси се премногу провидни и одамна прочитани. Недостигот на демократски капацитет на партијата, чие доскорешно раководство е предмет на интерес на јавното и специјалното обвинителство, е повеќе од очигледен. Секој кој се огрешил пред лицето на правдата мора да одговара. Од тие причини упатуваме апел до надлежните институции што поскоро да ги превземат сите законски мерки и да ги откријат извршителите и нарачителите на овој гнасен чин. Процесот на забрзано чекорење кон Европската Унија и НАТО незапирливо тече. Премиерот Зоран Заев ја има поддршката на домашната и меѓународната демократска јавност, за што впрочем деновиве пристигнуваат честитки и поддршка од сите страни. Македонија чекори напред. Благодарам.